Мицковски го води Филипче со 7:1 ВМРО ДПМН со водство пред СДСМ од 5:1, најголем проблем е економијата. Значи, иако помина речиси неполна година од владењето на оваа власт, таа се уште ја ужива масовна поддршка од граѓаните. Тоа е јасен показател дека народот ги поддржува политиките што ги води оваа влада. И како нема, во дипломатијата и односите со Бугарија и Европската унија, за прв пат во Македонија дипломатијата што води една влада има масовна поддршка ете во однос на надворешната политика. Слично и на полето на битката со криминалот и корупцијата. Колку и да лаат оние сателити околу Бихачка, факт е дека во последниве десетина месеци се отворени толку предмети колку што минатата власт не отвори за цели 7 години. Од милионските криминали на екс-функционерите на СДСМ и ДУИ, па преку битката со наркокартелите, се до собраќајните казни и воведување на ред по кафеаните и кафичите. Во однос на правосудството започната е реформа со изгласувањето недоверба на 5 членови на Судскиот совет и започната е процедура за смена на републичкиот обвинител. Иако овие луѓе се уште се на функција и допрва им уште многу работа да се опорави судството и обвинителството, самата закана дека нема како досега дава резултати. И судиите и обвинителите, подисплашени за своите фотели, некако како да се подосвестија, па гледаме дека почна и нешто да работат. Голем напредок има и во однос на економијата. Темата ете која е најважна за граѓаните. Го исполнија ветувањето за покачување на пензиите за 5000 денари на 300.000 пензионери. Си подадоа рака со синдикатите за покачување на плати во здравство, во образование, во полицијата. Општините делат 250 милиони евро од унгарскиот кредит, а уште 250 милиони ќе делат бизнисмените. И како врв на се, еве премиерот Мицковски најавува и нов инвестицијски бран од 4-5 милиарди евра. Па не џабе анкетите ќе покажуваат голема доверба, но таа значи и огромна одговорност, затоа што сега ја кренаа границата, се кренаа очекувањата на граѓаните, така што секое потфрлување, секое неостварено ветување може да им се удри тешко од глава. Далеко од тоа дека во Македонија цветаат рози, но добро е од што некаде се почна, што конечно мрднавме од мртва точка.